gledalci, dobro večer. Pozdrav od Salatovo-Gradski od Park vo Skopje. Treba da započne golemото finale na Купот на Македонија во кошарка. Годово работнички МЗТ Скопје. Дуел на двете извонредно афирмирани наши екипи. Дуел кој од секогаш привлекува големо интересирање. Дуел кој што е секогаш неизвестен. Дуел кој што носи извонредна кошарка. Ете, сакаше случајот во финалето да играат двете најдобри во Купот, Годово работнички и МЗТ Скопје. Пеколна атмосфера во салата, има околу 2000 гледачи. Исполнето до последното место, еден час пред почетокот започна навивачите станувања, сега химната на нашата земја. Нашата свечена песна посвечената ложа председателот на Собранието на Македонија, Тито Петковски. Се е очекување на големото финале. Еве сега пристига во свечената ложа и председателот на владата на Македонија, Бранко Црвенковски. Еден таков свечен амбиент во очекуваме почетокот. Претходно се одигра женското финале. Победнички се кошаркарките на Вигор Скопје, кои катастрофално го совладаа Студент со 63-39. Многу неблагодарно да се прогнозира кога играат двете најдобри скопски екипи, Годово работнички и МЗТ Скопје. Традиционални ривали. Тешка задача имаше Годово работнички во полуфиналето, извојува победа над Деликатес од Кочени со 86-80, тоа е крајно изедначен надпревар. МЗТ Скопје имаше полесна задача во полуфиналето, триумф над Жито Вардар од Тито Велес со 77-58. Меѓутоа, максимално мотивирани, двете екипи влегуваат во ова финале. Тренерот на МЗТ Скопје, Лазар Лечич, вели дека голем дел од животот го минал, целиот живот практично тука на овој локалитет, па сака некако својата тренерска кариера да ја заврши со драгоцениот пекар, со Купот на Македонија, кој МЗТ Скопје толку желно го посакува во своите витрини. Но и младиот тренер Марин Докузовски на Годово работнички исто така со толку желба го посакува тој пекар. За собствен кик го смета минатогодишното полуфинале и поразот од МЗТ Скопје. Па еве, се е направено да се Годово работнички да евентуално да стигне до пекарот. Суди на мечот се Маријан Стојовски и Зоран Златерски, на двајцата наши интернационалци од Скопје. А ова е составот на Годово работнички. Го нема Никола Петрушев. Во полуфиналето немаше можност да настапи поради повреда.
Pa 12 minuta se Vojnović, Bocevski, Atanasov, Duško Bocevski, Nješević, Olem, Ivanović, Davidkov, Jovanovski, Stanković, Rajković i Knjazev. MZT Skopje, to su ostalo očekuvan, bez povoljeni problemi, Lazar Lečić, 11 igrači izvede na parket od Stefanov, Vladičevski, Srbinovski, Kurtović, Serafinovski, Stibić, Mihajlovski, Dimov, Dim, Minevski i Blaževski. Petorkata na golova Rabotnički je kapitenov Davidkov, Jovanovski, Ivanović, Duško Bocevski i Knjazev. Za MZT Skopje Vladičevski, Mihajlovski, Blaževski, Stefanov i Dim. Znači najdobri te petorki. Jedan čas pred početak iz Polneta Salata, dvete navijački grupi, jednatina drugata strana, postojano so predizvikrovački slogani naviva prvi od napad, MZT Skopje kada realizira golov Rabotnički. Knjazev, Davidkov, Jovanovski, Vesna Jovanovski, lična greška na Igor Mihajlovski. To je njegova prva lična greška. Topka odstrana od osnovната linija za Davidkov. Jovanovski, Ivanović, pojedina Marko Ivanović, golov Rabotnički vodi sa 2:0. Stefanov, Mihajlovski, Stefanov, i 10 sekundi za ovaj napad. Stefanov, blokada na Duško Bocevski. Kontra Knjazev. Coast to coast, kada od Amerikancite. Odlična forma igra Đorgi Knjazev. U polufinaleta već jedan od najdobrijih pojedincima golova Rabotnički. Rezultat opet 4:0. Mihajlovski, Vladičevski, za nego založen Davidkov. Kakvi samo ta dueli ke vidjeti među Davidkov i Vladičevski, Knjazev i Stefanov, Mihajlovski, Duško Bocevski, sve su ta reprezentativci. Stefanov, teška pozicija, skok na Duško Bocevski. Davidkov, lična greška na Marko Ivanović u napadu. Borba za pozicija, Marko Ivanović napravi lična greška. Vladičevski, Mihajlovski, Lesna Igor Mihajlovski se obje da dodade kon Dim od zemena topka. Ivanović, četvrti njegov poen, 6:0. Početak protiv pripadja na košarkarite na golova Rabotnički. Blaževski, Stefanov, Blaževski, Dim, Čekori, Marijan Stojovski, dosudi Čekori. Time-out za trenerot na MZT Skopje, Lazar Lečić. Ispustio strateg, blagovremeno bara time-out.
Stefanov. Lična greška na Jovanovski. Sekavićen vlez na Vrbica Stefanov, reketat na Godao Rabotnički. Dejan Jovanovski pravi lična greška. Ličnih greški ima košarkarite na Godao Rabotnički, jedna na MZT, slobodni farovanja za Vrbica Stefanov. Prvi odpojen za MZT Skopje, 1:6. Izmina točno 3 minuti i 5 sekundi od igrata. Ličnovo napad od Blaževski. Sve otkur naperao Blaževski od svoj protivnik. Knjazev. Davidkov. Jovanovski. Ivanović. Šesti koš na Marko Ivanović. 8:1 za Godao Rabotnički. Vladičevski. Stefanov. Mihajlovski. Topka bara Blaževski. Uštetna greška na košarkarите na MZT Skopje. Ne može da najdat vistinska igra, ovo je početni minuti od finaleto. Bocevski. Ivanović. Vednaš reši da bije. Blaževski, kontranapad. Sam je završi rabotata. Prvi poen je naperao Blaževski, 3:8. Knjazev. Vrbica Stefanov, uspjeva da stigne topketa. Ponalet Blaževski i to je koš. Četvrti poen naperao Blaževski, koš otvaži i lična greška na 14 setkata na MZT Skopje. 5:8. Jovanovski. Tu je izbit topketa Mihajlovski, nova kontra na MZT Skopje, moćno oružje u ovije momenti, poen ima Mihajlovski. Uspostavljena je rezultatska ravnoteža, 7:8. 6:0 napravija košarkarite na MZT Skopje u ovije momenti, time-out bara Marindo Kuzovski, trener od na Godao Rabotnički. Pоради вулгарно скандирање за моментна преварот беше во прекин од страна на двете навивачки групи и навивачите на Годao Rabotnički на MZT Скопје. Наместо тоа да биде празник на спортот, тие права тоа да биде една вулгарна представа на оние кои што немаат апсолутна врска со спортот. Лична грешка на Ивановиć. Тоа е негова втора лична грешка. Мора да биде уште еднаш прекинато финалето. Овие навивачи навистина се дивото место на македонскиот спорт и не име воопшто место на еден ваков настан како што е финалето на Купот на Македонија. И покрај укажувањата на организаторот на ова финале и татаму тие се представуваат со вулгарности. Така да е единствениот речник во нивниот јазик вулгарноста. Неверојатно се работи за млади луѓе кои верувам дека одат и на училиште, и имаат и родители и семејно воспитување. Stefanov, Vladičevski, Mihajlovski,
Din. Blaževski. Lična greška na Jovanovski. Po dve lični greški imат Jovanovski i Ivanović, во екипата на Лево Работнички, а Blaževski има две лични грешки кај МЗТ Скопје и една Михајловски. Михајловски. Непрецизно Књазев. И натаму резултатот е 8:7 за Лево Работнички. Налет на Јовановски. Това се негови први поени. 10:7. Лазар Лечич е подготвила првата замена. Димов ќе влезе наскоро веројатно во игра. Михајловски, Дин. Лична грешка на Ивановиć, трета поет. И сега реагира и тренерот Мариндо Кузовски. Мора. Срđan Станковиć ќе влезе во игра на местото на Марко Ивановиć. Ова беше таа ситуација. Дин, Владичевски. Дин, Степанов. Димов. Направи чекори. Влезе на местото на Михајловски пред малку. Во преголемата желба да ја искористи просторот што беше пред себе. Димов направи чекори. Јовановски. Боцевски. Књазев. Давидков. Ова се два поени. Први на Јорданче Давидков. 12:7. Истек на седмата минута од финалето. Стефанов. Blaževski. Владичевски. Подавање за Дин. Не успеа, топката од обрачот се одби, контранапад на Лево Работнички. Додавање за Јовановски. Мајсторски пош на Дејан Јовановски. Четврти негов поен. По полуфиналето, ако имаше условно слаб ден, не беше премногу расположен за игра. Според остварувањата на Јовановски во последниот месец се работи за врв на негова форма. Владичевски со многу искуство влезе 9:14. Књазев. Јовановски. Димов е заложен за Јовановски, наку силен кошаркар, одличен скокач, темпо играч. Јовановски. Књазев. Душко Боцевски. Први поени на Душко Боцевски. 16:9. Стефанов. Димов. Blaževski оби за 3 поени тројка. Прва тројка на вечерашниот надпревар. Перо Blaževski, седми негов поен, 12:16. Давидков. Јовановски. Одземена топка од Димов. И тоа ќе биде веројатно ефектно забивање, но сепак се реши Димов да ја заврши сосема нормално оваа акција, не ризикувајќи ништо. 14:16. Два разлика за Лево Работнички. Точно 9 минути игра. Давидков. Кај него е Владко Владичевски, одличен играч во одбрана. Лична грешка од Владичевски. Тоа е негова прва лична грешка. Веруваме дека неколку дуели, особено Владичевски, Давидков ќе дадат печат на ова големо финале. Јовановски отиде на клупа, на негово место е Војновиć. Давидков.
Обид за 3 поени. Непрецизно, скок на Блажевски. Стефанов. Брзо кошаркарите на МЗТ Скопје се обидуваат да ја пренесат топката. Давидков играше добро во одбрана и ја завршува акцијата со четврти негов поен. 18-14. Се ближи половината од првото полувреме. Мирза Куртовиќ ке влезе во игра. Стефанов. Прекрасен кош. Пред поен на Врбица Стефанов, 16-18. Боцевски. Кому топката за Станковиќ, кој му побегна од битното поле на Перо Блажевски. Први поени на Срđан Станковиќ, 20-16. Измена во екипата на МЗТ Скопје, влегува Мирза Куртовиќ на местото на Владко Владичевски. Мирза Куртовиќ, уште еден бисер на македонската кошарка, предводник на онаа генерација што го освои четвртото место на кадетското првенство на Европа. Куртовиќ. Стефанов. Уште еден теколен влез на Врбица Стефанов. Во одбрана долу, ниско, играше Срđан Станковиќ. И досудена му е лична грешка. Печатот беше дека судиите не се слагаат со ваквата одлука. Стојовски ништо не покажа, а Златевски вели дека е тоа лична грешка на Станковиќ. Слободни фалувања за Врбица Стефанов. Лазар Лепчиć постојано на нозе. Четврти поен на Врбица Стефанов, 17-20. Петти негов поен, 2 разлика за Годало Работнички. Њазев. Станковиќ избегува. Њазев. Падна Војновиќ. Њазев. Врбица Стефанов е изфрли топката во аут. Давидков. Уште 7 секунди за овој напад на Годало Работнички. Два пати одлично МЗТ одигра во одбрана. Давидков. Нема вистинска позиција. Жуда Станковиќ во последната секунда на истекот од нападот поени на Станковиќ. 22-18. 9 минути до крајот на полувремето. Дим. Продолжува нападот на МЗТ Скопје. Спортски кошаркарите пред малку Врбица Стефанов, а сега и Давидков им помагаат на судиите, одобрувајќи ги нивните одлуки. Една супер коректна игра на кошаркарите на паркетот. Њазев. Давидков. Лична грешка на Димов. Тоа е негова прва лична грешка. Седма на кошаркарите на МЗТ Скопје, избегува Димов, се враќа во игра Владичевски. Станковиќ. Давидков. Уподегна на Владичевски, но не успеа да поентира. Контранапад како Стефанов. Блокада на Душко Боцевски. Блажевски. Досудени се Чекори. Со задршка Златевски досуди Чекори. Топка за Годало Работнички. Душко Боцевски. Станковиќ. Давидков. Ови поени на Јорданчо Давидков. Него шести кош, 24-18.
Владичевски. Успеа да ја задржи топката и изблокиран од Станковиќ. Контранапад, пресилно за Давидков. Одут беше тоа на Годо Работнички. Да изведе контранапад. Измена во екипата на НЗТ. Доминантната улога на високите играчи на Годо Работнички ја почувствува Лазар Лечич, го ведува во игра Михајловски. Минути и 10 секунди до крајот на првото полувреме. Годо Работнички МЗТ Скопје 24:18. Сега со овие поени на Врбица Стефанов резултатот е намален на 24:20. Гледаме прекрасна кошарка во салата во градскиот парк. Салата исполнета до последното место. За жал од овој празник на спортот одудараат навивачките групи на едната и на другата екипа, па во момент во неколку наврати на преворот мораше да биде прекинат поради невкусно скандирање. Фаулиран един. Измена во екипата на Годо Работнички, избегува Давидков. На негово место Јовановски. Први поени на Марк Дин. Одлично е чуван. Изморедниот стрелец. Се жалеше на повреда пред почетокот на финалето, па против Жито Вардар преседе на клупата. Резултатот е 21:24. 3 разлика за Работнички. Књазев. Војновиќ. Станковиќ. Пивотираше Срđан Станковиќ во 6-ти поен. 26:21. Стефанов. Михајловски. Стефанов. Михајловски. Онаму каде што е најгусто. Измина 30 секунди за напад на МЗТ Скопје. Делегатот на преварот Любомир Фишич бара мала консултација со судиите, во меѓувреме е побаран тајмаут. 5 минути и 44 секунди до крајот на полувремето. Годо Работнички МЗТ 26:21. Милострейт за спортистите, рекреативците и почетниците. Се разжестува играта, резултатот тесен, сосема мала предност на Годо Работнички. Станковиќ. Поени на Јовановски. Шести негов кош. 28:21. Куртовиќ. Стефанов. Лажевски бараше топка. Куртовиќ. Лична грешка на Ѓорđe Војновиќ. Осма лична грешка на кошаркарите на Годо Работнички. 5 лични грешки имаат
играчите на МЗП. Слободни фрлања за Врбица Стефан, за Куртовиќ, простете. Тоа е негов прв поен, 22:28. Два пати прецизен. Јазев. Душко Боцевски, Станковиќ. Војновиќ одит за 3 поени. Скок на Дин. Стефанов. Куртовиќ. Лажевски одит за 3 поени. Постигна една тројка, единствената во досегашниот тек од надпреварот. Књазев. Станковиќ. Душко Боцевски, крај него е Блажевски. Офанзивен скок на Душко Боцевски. Ево четврти поен. 30:23. Србиновски е во петорката на МЗП Скопје. Стефанов. Куртовиќ. Имаше ситуација за 3 поени, чекори. Доаѓаат прекорите од тренерот Лазар Лечич. За мир за Куртовиќ. Добра му беше намерата, но реализацијата со чекор повеќе. Књазев. Јовановски, чиста ситуација. Ева тројка, скок на Србиновски. Стефанов. Србиновски. Подавање за Дин. Покрај Станковиќ, не успеа. Књазев. Јовановски. Станковиќ. Јовановски. Одсечен е Књазев, плеймејкерот на голо работнички, промашување и големо промашување на Јовановски. Стефанов. Куртовиќ. Намерна лична грешка. Неспортска игра на Војновиќ. Тоа ќе бидат две слободни фрлања за Мирза Куртовиќ и напад за МЗТ Скопје. Излегува Јовановски, се враќа во игра Јорданчо Давидков. 7 разлика за кошаркарите на Голево Работнички, но две слободни фрлања за МЗТ. Тоа е негов трет поен. Дваесет и 5:30, топка за Србиновски. Владичевски се враќа во игра. Куртовиќ во игра Владичевски. Судиите дозволија да биде извршена оваа замена. Излезе Куртовиќ, се врати во игра Владичевски. Стефанов. Блажевски. Стефанов. Мораше да го подигне ударот, бидејќи Књазев се обиде да изблокира Блажевски. Нови 30 секунди за МЗТ. Владичевски. Лична грешка на Давидков. Во борба за позиција, во дуел со Владичевски. Давидков направи лична грешка. Тоа ќе бидат слободни фрлања за Владичевски. Пред поен на Владичевски. 26:30. Не беше, сега е 26:30, претходно не беше регистриран кошот на Владичевски. Останува овој резултат. Боцевски.
Князев. Влез на Князев. А лична грешка на Вървица Стефанов. Четвърти поен на Георги Князев. Прва лична грешка на Вървица Стефанов. То го повлекува од игра за Пазар Лечич. Го враќа Мирза Куртович. Дополнително слободно фрлање за Князев. Неуспешно. 15 промашувања од линијата за слободни фрлања имаат кошаркарите на Годево Работнички во полуфиналето против Деликатесот Кочен. Владичевски. Блажевски. Отказ за Годево Работнички. Сега вулгарности упатени кон судиите, има прекин. Нема сила нашата спортска организација, не само кошаркарската. Овие исти хулигани се на сите спортски терени кога нешто значајно се случува. Меѓутоа нема сила нашата спортска организација да ги открие. Душко Боцевски. Князев. Давидков. Обид за 3 поени. Непрецизно. Висок скок на Дим. Блажевски. Влез на Блажевски. Контранапад на Князев. Лична грешка Куртович. Веднаш ја крена раката. Една минута и 37 секунди до крајот на полувремето. Топка острана за Князев. Боцевски. Топка за МЗТ. Давидков последен играше со неа. Сърбиновски. Лично во напад. Во теренот влезе Лазар Лечич, ја зеде топката. И еве сега несакана атмосфера на финалето од купот. До сега извонредно коректните актери. Ова беше таа ситуација. Имаше контакт меѓу Србиновски и Војновиќ. Колку Србиновски се послужи со рака, колку Војновиќ сакаше да изнуди лична грешка во напад. Прашање останува на судијата на кој е во непосредна близина. Во секој случај ова е првиот прекин кој што е настанат поради непосредните актери на теренот. Чисто капитално, чисто финале досега што се однесува до кошаркарскиот дел. Еве ја добива првата спорна ситуација, 1 минута и 20 секунди до крајот. Делегатот на ТЕОРО бара консултација со судијата Стојовски. Еве сега и Лазар Лечич помалку не само вербално, туку и физички сака да полемизира со судијата Стојовски. Слободни фрлања за Давидков. Треба да е досудена и техничка грешка на тренерот Лазар Лечич.
neprecizan Davidkov, 34:26 i topka za Gvozdovo Rabotnički. Knjazev, Bocevski, Stanković, Davidkov, 10. njegov poen. 36:26, najvisoka prednost za Gvozdovo Rabotnički, treća i poslednjata minuta od prvog poluvremena. Stefanov, Blaževski, dodavanje za Stefanov, Dim najvisoko skokot, no topka tamo aut. Knjazev, Bocevski, Vojnović, Duško Bocevski, odžemena topka od Dim, kontranapad Kurtović, Stefanov, Blaževski, Dim, Kokaj Stanković, prvi poen od igra na Dim, 28:36, time-out za Gvozdovo Rabotnički na 5 sekundi i 2 desetinki. Sovjetite kako da se realizira ovaj napad u poslednjite 5 sekundi, što se odnesila do prvog poluvreme, očekujeno borbeno, so dobra košarka, gotovo golemi odel, žestoki dueli na dvete strani, međusobni dueli. U svakoj slučaj, ova je samo polovina od finaleto i do prva predstoji žestoka borba vo vtorото poluvreme do posledan moment. Bocevski je upravljava topkata u igra. Davidkov uspija da se oslobodi od Vladičevski. Davidkov, situacija za 3 poeni. I to je kraj na prvoto poluvreme. Gvozdovo Rabotnički MZT 36:28. Kraj gledači, po pauzata od 10 minuti gdje se vratimo u salata u gradski od Park od Skopje. Totalno poen iza Vrbica Stefanov, 9. njegov poen, 30:36. Sudi na mečak se Marijan Stojovski i Zoran Zlatevski od Skopje. Knjazev, Jovanovski. Opet orkata na Gvozdovo Rabotnički i Duško Ivanović namjesto to na Marko Ivanović, namjesto to na Duško Bocevski. Ivanović, neprecizno. Lična greška na Srbinovski. To je vtora lična greška. A novi problemi ima organizator od navivačite, zapaleni žižici na terenu. Davidkov. Stanković. Stefanov je osvoj topkata. Pogrešno dodavanje od Vrbica Stefanov, lična greška na Srbinovski. Treta lična greška na Marijan Srbinovski. Jovanovski, zaraz je zadolžen Vladičevski.
Лична грешка на Владичевски. Това е негова втора лична. Станкович. Јовановски. Се ослободи од Блажевски, но Давидков имаше според него по-добра позиција. Топка за МЗТ. Владичевски. Продолжува нападот на МЗТ Скопје. Односно нови 30 секунди. Србиновски обича 3 поени. Књазев. Изминува втората минута од второто полувреме, само 2 постигнати поени, тоа од МЗТ Скопје. Књазев. Блокада на Врвица Стефанов, прекрасно тоа го направи. Лична грешка од Давидков. Блажевски. Владичевски. Обита Владичевски, тројка. Кошот важи и лична грешка на Марко Ивановиќ. Тоа е негова четврта лична грешка. Втора тројка на кошаркарите на МЗТ Скопје. Резултатот е 33:36 и дополнително слободно првање. Душко Боцевски влегува на местото на Марко Ивановиќ. Оски кош на Владичевски. 6:0 за МЗТ на почетокот на второто полувреме. Књазев. Јовановски. Влезна Јовановски. Нерезонска позиција. Србиновски. Стефанов обича 3 поени. 5 мина играчи, вистински букет, лична грешка на Боцевски. Това е негова прва лична грешка. Топка отстрана за МЗТ. Блажевски. Стефанов. Лична грешка на Блажевски. Трета лична грешка. Књазев. Боцевски. Јовановски. Давидков. Јовановски. Сега извонредно тоа. Осми негов поен. 38:34. Први поени на Годал Работнички во второто полувреме. Владичевски. Се обида Јовановски да пресече топката. Блажевски. Станковиќ и контранапад за Јовановски, но побрз е Врвица Стефанов. Стефанов. Владичевски обида 3 поени, нова тројка. 11 негов кош.
37:38. Торпат МЗТ Скопје доаѓа на поен предност. Давидков. Јовановски. Да загуби топката од Владичевски. Гледате каква борба е тоа. Блажевски. Владичевски. Лична грешка на Књазев. Тоа е прва лична грешка на Књазев, ова се минути на екипата на МЗТ Скопје. Во второто полувреме 9-2 имаат резултат. Стефанов, Блажевски. Се обиде покрај Станковиќ, Давидков ја освои топката. Србиновски, четврта лична грешка. По 4 лични грешки, Марко Ивановиќ, кај го работнички, Маријан Србиновски, МЗТ Скопје. Књазев. Давидков. Тоа упорот на Давидков. Први поени во второто полувреме. 40:37. Измина 5 минути во вториот дел. Стефанов. Владичевски. Тоа се 2 поени на Владичевски. 39:40. Се зема во своји раце ветеранот во екипата на МЗК Скопје, Владко Владичевски. Игра феноменално на почетокот на второто полувреме. Не само во напад што е ефикасен, туку и во одбрана пресече неколку топки. Давидков. Лична грешка на Србиновски, тоа е 5-та лична грешка. Првиот поради 5 лични грешки што мора да ја напушти играта. Михајловски влегува во игра, прв пат во второто полувреме на местото на Маријан Србиновски. Две слободни фрлања за Давидков. (41 спрема 39), 13 поени на Давидков. Блажевски. Владичевски. Михајловски. Покрај Душко Боцевски. Четврти поен на Игор Михајловски. Изврнување 41 спрема 41. Прв пат на натпреварот. Давидков брзо враќа, 43 спрема 41. Владичевски. Една од ретките грешки, промашување на Владичевски, погледнува кон судијата. Уште еднаш Владичевски. Дим на Станковиќ. Давидков. Лична во напад. Тоа е трета лична грешка на Јорданчо Давидков. Ова беше таа ситуација.
Стефанов. Blaževski. Blaževski, situacija za 3 poeni, dodavanje za Dim. Pokraj Duško Bocevski. 5. poen na Dim, 43 sprema 43. Jovanovski. Lična greška na Vladičevski. Pa njegova treta lična greška. Stanković. Njazev. Bukova igra topkata. I povarane time-out. Rezultato 43 sprema 43 na 12 minuti i 24 sekundi od kraja na prevaru. Vladičevski. Blaževski. Mihajlovski. Dim. Efektno zabivanje. To je prvo vodstvo. Ne. Da, prvo vodstvo na MZT Skopje. 45 sprema 43. Od 29. minuta prvo vodstvo na MZT Skopje vo finalето на Купот на Македонија. Давидков. Јовановски. Лична грешка на Јовановски. Тоа е трета лична грешка на Дејан Јовановски. Ретко гледаме оваква ситуација. А Лазар Лечич во нова дискусија со судијата Стојовски. Михајловски. Стефанов. Владичевски. Од голема далечина. Душко Боцевски. Њазев. Боцевски, Њазев. Тешко игра покрај врбица Стефанов. Изгледно подвижен, брз. Станковиć. Дин му е освојтов, му е одвоје топката. Стефанов, Владичевски. Тешко доаѓа до своја игра, кошаркарите работат работнички на почетокот на второто полувреме. Многу поагресивно во одбраната играат кошаркарите во сини дресови. Владичевски. Стефанов. Михајловски. Уште една секунда. И тоа е топка за Душко Боцевски. Њазев. Давидков. Влез на Давидков, блокада од Михајловски. Контранапад преку врбица Стефанов. Право во рацете на Душко Боцевски. Невнимание на Душко Боцевски и прави лична грешка со думката на Бело Работнички. Десет минути до крајот на надпреварот. Многу грешки кај едните кај другите, присутна е големата желба за резултатски успех. Направена е атмосфера наелектризирана на двете клупи. Комплетните клупски табори се тука на клупата крај кошаркарите, крај резервните кошаркари. Blaževski, Stefanov, Dim. Odsvartuvanje 47 sprema 43, 9. poen na Mark Dim. Jovanovski. Bocevski, a lična greška od Blaževski. Četvrta lična greška.
Вистинска војна на паркетот во борба за позиција. Блажевски се држи за устата, Војновиќ се држи за градите. Куртовиќ ќе влезе во игра во петорката на МЗТ, ќе видиме на чие место. Слободни фрлања за Војновиќ. Тој не во прв поен, 44 спрема 47. Два разлика за МЗТ. Стефанов, Михајловски, Блажевски. Врбица Стефанов, Михајловски. Дим. Чекори. Измена во екипата на МЗТ Скопје. Ќе влезе во игра Куртовиќ, но не е дозволена замената. Во меѓувреме ќе го Работнички, излегува Давидков и Станковиќ. Во игра се Марко Ивановиќ и Ѓорđe Војновиќ. Ивановиќ. Војновиќ. Ивановиќ. Продолжува нападот на Годо Работнички. Димна завеса под кошот на Годо Работнички. Една димна бомба фрлена на паркетот. Књазев. Војновиќ, Јовановски. Од полу дистанца, непрецизно. Блажевски освојува топката. Стефанов. Му побегна топката на Врбица Стефанов. И сега ќе биде извршена замената. Излегува Јовановски кај Годо Работнички, се враќа Давидков, а на местото на Блажевски во игра е Куртовиќ. Лазар Лечич мора да го поштеди Перо Блажевски, има 4 лични грешки. Уште 8 минути и 15 секунди до крајот. Владичевски бие за 3 поени. Прецизно. Пета тројка на Владичевски во второто полувреме, четврта на МЗТ Скопје, 50 спрема 45. Ниту една тројка не постигнаа кошаркарите на Годо Работнички. Она што им беше моќно оружје против деликатес, постигна 7-8 тројки, ниту една против МЗТ. Очигледно добро е проучена играта на Годо Работнички. Владичевски го искористи невниманието на Давидков. Трета лична грешка на Војновиќ. Две слободни фрлања за Владичевски. 7 минути и 32 секунди до крајот. 50 спрема 45 за МЗТ Скопје. До 16 поени, Владичевски далеку најефикасен на мечот во својата екипа, ова е 17 негов поен. Давидков има 15 кај Годо Работнички, 51 спрема 45, 6 разлика за МЗТ. Боцевски. Војновиќ. Давидков. Књазев. Лесна Књазев. Офанзивен скок на Марко Ивановиќ. Неверојатно е до промаши Марко Ивановиќ. Стефанов. Почна Врбица Стефанов, 11 поред. 53 спрема 45.
За 13,5 минути кошаркарите на Годево Работнички само 9 поени постигнаа во второто полувреме. Игор Михајловски лична грешка. Тоа е втора лична грешка на Игор Михајловски. Тайм-аут за Марин Докузовски, тренерот на Годево Работнички. На линијата за слободни фрлања Давидков. Четириесет и 6 према 53. Шест разлика за МЗТ Скопје на 6 минути и 20 секунди до крајот. Владичевски. Михајловски. Јовановски, контранапад, Књазев. Треба да му се укаже лекарска помош на Владко Владичевски, кој остана на половината на Годево Работнички. Во секој случај, тоа ќе биде топка за МЗТ Скопје. Ако добро видов, лекарот на МЗТ Скопје веднаш побара да биде направена замена. Се држи за коленото Владко Владичевски, најдобриот поединец на МЗТ Скопје во второто полувреме и творец на резултатскиот кресворд. Оние 8 разлика за Годево Работнички на крајот од првото полувреме. Сега 6 поени предност за МЗТ Скопје. Штета ако ова е крај за финалето за Владко Владичевски, ветеранот на македонската кошарка, еден од најдобрите играчи. Ева таа ситуација, да видиме што се случи со Владко Владичевски. Гледате, се лизна и тоа треба да е некое истегнување на мускулот или повреда на коленото. Во секој случај аплауз заслужува Владко Владичевски за она што го постигна во финалето, 17 поени, 3 тројки само во второто полувреме, 13 поени до сега од скупно 25 на МЗТ Скопје. Михајловски, Куртовиќ, Михајловски, Димов влезе во петорката на МЗТ Скопје на местото на Владичевски и веднаш поентира. Тоа е негов четврти кош, 55 према 47, 5,5 минути до крајот. Књазев. Пред Јовановски, Димов ја изфали топката во аут. Одлично во одбрана играат кошаркарите на МЗТ Скопје во второто полувреме. Годево Работнички тешко се спротивставува на оваа игра, а и натаму траат забелешките, притисоците врз судиите, кои со малку поенергична арбитража може благовремено да ги елиминираат. Књазев. Лична грешка на Стефанов. Тоа е негова втора лична грешка. Двете екипи се надвор од бонус. Георги Књазев постигна 4 поени до сега во првото полувреме. Трети негов поен, 55 према 48. Одново 6 разлика. Куртовиќ. Михајловски. Стефанов.
Додавање за Куртовиќ. Ја сгазна линијата и тоа се 2 поени. Петти поен на Мирза Куртовиќ. 57-49. Књазев. Јовановски. Марко Ивановиќ. Лична грешка на Дим. Тоа е негова прва лична грешка. Позабележителна играта на Дим во второто полувреме, во првото беше некако отсутен, добро чуван, но има веројатно повреда на коленото, што го невозможува да игра во формата пред завршницата од Купот на Македонија. Седми поен на Марко Ивановиќ, прв во второто полувреме, 50-57. Два пати прецизен, 51-57. Димов. Стефанов. Долг напад на кошаркарите на МЗТ, сосема логично, имаат 6 поени предност. Стефанов. Лична грешка од Димов. Тоа е негова втора лична грешка. На линијата за слободни фрлања Дејан Јовановски. 4 минути и 2 секунди до крајот. Деветти поен на Јовановски, 52-57. Четири поени предност за МЗТ Скопје на 4 минути до крајот на финалето. Куртовиќ. Стефанов. Димов. Обид на Димов, не успеа Михајловски, уште еднаш Михајловски, сега Душко Боцевски, лична грешка на Димов. Во таа мешаница судиите видоа лична грешка на Дејан Димов. Измена во екипата на МЗТ Скопје, Блажевски се подготвува да влезе во игра. Во екипата на базата излегува Димов. На местото на Димов, кој направи третата лична грешка. Сепак искуствиот Марко Ивановиќ треба да ги изведе слободните фрлања. Деветти кош на Ивановиќ. Се чувствува отсуството на Владко Владичевски во овие 2 минути од игра. 55-57, два разлика за МЗТ. Текол во салата. Куртовиќ. Дим бара топка. Поени на Дим покрај Боцевски. 11 негов кош. 59-55. Јовановски. Михајловски е заложен за него. Обид за влез на Јовановски, лична грешка на Михајловски. Трета лична грешка. Ова беше таа ситуација. Жестоко финале на Купот на Македонија, резултатска неизвестност. Ќе повторам уште еднаш, крајно неелектризирана атмосфера. Промашува Јовановски.
11 njegov koš, 56 prema 59, 3 razlika na 3 minuti do kraja, na 4 minuti do kraja beže 4 razlika. I na tomu prednost minimalna, no može da bude rešavačka za MZT Skopje. Stefanov. Blaževski. Dodavanje za Mihajlovski. Blokada na Duško Bocovski. Međutim, Kurtović je osvojila topkata. Napad za MZT. 2 minuti i 32 sekundi do kraja. Lazar Lečić vara timeout. Цялата сала на нозе. Во очекување на расплетот на големото финале на Купот на Македонија. На 2 минути и 32 секунди до крајот, МЗТ Скопје довел работнички 59 спрема 56. Blaževski. Stefanov. Погледнува на часовникот. Времето работи за МЗТ, но има уште доста да стига. Куртович. Blaževski. Уште 5 секунди за овој напад. Blaževski не успеа да упати удар и тоа е топка за голо работнички. 2 минути до крајот. Давидков. Ролинг на Давидков и целата ситуација ја разреши Марко Ивановиќ. 12 негов код. 58 спрема 59. Куртовиќ. Поен предност за МЗТ. Стефанов. Орбица Стефанов. Уште 5 секунди за нападот на МЗТ. Открета голова работнички. Гледате како реагираат кошаркарите на МЗТ Скопје. Одново летаат предмети на паркетот. Судијата Златевски покаже дека е тоа топка за МЗТ. Нов прекин. Крајно неспортско однесување и на навивачите на едната и на другата екипа. Потекот на целиот надпревар. Нивни лични пресметки што немаат врска апсолутно со кошарката. Се врати во игра Владичевски. До негово отсутство во работнички успеа да стигне на негатива од еден кош. А до ова сето доаѓа енергично со нашите спортски организации. Многу толерантност кон овие навивачки групи. Сега дискусија меѓу Јовановски и судијата Златевски. Уште 1 минута и 15 секунди до крајот, грешка на кошаркарите на голо работнички. Топка за Куртовиќ. Стефанов. Блокада од Блажевски, Стефанов не се реши да бие, Марко Ивановиќ е крај него, Куртовиќ. Не можем да видам уште колку секунди има за овој напад. Блажевски од чиста ситуација поентира 61 спрема 58. Во магла се игра завршницата од финалето на купот.
Досудена е лична грешка на Владко Владичевски, колку што можем да видам на тој дел од теренот каде што се одвива на преварот. Едноставно една непрозирен пласт од Чад. Е успеа Јовановски, уште 46 секунди до крајот на финалето. Кош на Јовановски, 59 спрема 61. Бенгалски огнови запалени во тотално загушување салата, која што има капацитет за околу 2000 гледачи, но не е премногу простор и нема сили некој да го спречи ова. Веројатно ова е последна опомена за нашите спортски работници да поенергично да се расправат со овие хулигани кои доаѓаат на спортот, на спортските превари, да си живуваат, да искажуваат некои своји комплекси, бидејќи може да дојде до голема трагедија токму во оваа сала која што е апсолутно необезбедена доколку дојде до посериозни некакви инцидентни ситуации. И сега финалето продолжува, но јас, драги гледачи, апсолутно не гледам што се случува. Досудена е сега лична грешка во напад, колку што можем да забележам, на Марко Ивановиќ. 25 секунди до крајот. Тајм-аут за МЗТ Скопје. Во преградка кошаркарите на МЗТ, но треба да се одиграат уште 25 секунди. Два разлика за МЗТ Скопје. Товарен е тајм-аут. Кошаркарите на МЗТ се на чекор од освојување на драгоцениот пехар. Ова име второ финале, првото го одиграа во гостива 1994 година, доживеа катастрофален пораз од Годел Работнички со 81 спрема 49. Минатата година во полуфиналето МЗТ успеа да триумфира против Годел Работнички, но не и во финалето, каде што беше поразен од Деликатес. И еве сега на 25 секунди до крајот, два разлика за МЗТ и топка. Бидејќи сум на врвот од салата, а чадот е премногу густ, навистина не знам што се случува. Треба да е досудена лична грешка, веројатно ќе бидат изведувани две слободни фрлања, а публиката ја напушта салата под овој чат. Трагично е за нашиот спорт, доколку овакви услови се одржуваат најзначајните надпреварувања. Наместо празник на спортот, ете, спортистите и оние вистински љубители на кошарката и на спортот се подложени на вакви малтретирања од група хулигани кои апсолутно доаѓаат, ќе повторам уште еднаш, да се изживуваат, да искажуваат некои своји најдолни страсти и примитивизам. Погледнете како изгледа горниот дел од салата, кој што е исполнет со чат. Едното слободно фрлање беше реализирано од Врбица Стефанов. Треба да е 3 разлика за МЗТ Скопје.
уште еднаш прецизно. 63 спрема 59 за МЗТ Скопје. Досудена е лична грешка над Дејан Јовановски. Уште 18 секунди до крајот, 63 спрема 59. Одново на линијата за слободни фрлања Дејан Јовановски. Пред пат во слична ситуација на линијата за слободни фрлања во решавачките моменти Дејан Јовановски нема нерви доволно за да ги реализира само еднаш прецизен 63 спрема 60. Направена уште еднаш лична грешка. Уште 17 секунди до крајот на финалето. Врбица Стефанов одново на линијата, пред малку беше прецизен. Многу тактизирање во овие завршни моменти, постојано лични грешки на едната и на другата страна. За сега за што се работи, зашто е овој прекин тотално нерегуларна е завршницата од Купот на Македонија. Не смее да се дозволи во ваква атмосфера да се одигра решавачкиот надпревар од надпреварувањето во кое што учествуваат сите регистрирани клубови во нашава земја. И натаму вулгарност од трибините. Но вината е апсолутно во спортските организации, во клубовите. Многу порано, после првите индиции дека ќе има вакви неспортски испади од трибините, требаше да бидат испразнети тие делови од салата на кои што се наоѓаат овие млади луѓе кои што апсолутно немаат никаква врска со спортот. Доставно ќе повторам уште еднаш, тие се диво месо на нашиот спорт, кое што мора на најенергичен начин да се отстрани. Четинаесети поен на Стефанов, 64 спрема 60. Нему пречи димната завеса, 65 спрема 60. Очајнички обиди на кошаркарите на Годово Работнички, лична грешка на Димов. Тоа е негова четврта лична грешка. Четинаесети поен на Дејан Јовановски, 61 спрема 65. Сега два пати прецизен. Уште 12 секунди до крајот. Лична грешка одново над Врбица Стефанов. Од Књазев. Ке се пресуват кошаркарите сега на спортивната половина од теренот. Михајловски е во петорката на МЗТ на местото на Димов. Нема веќе игра. Лични грешки со цел кошаркарите на Годово Работнички евентуално да се патат за сламката спас. Но МЗТ Скопје прецизно, максимално точно од Врбица Стефанов ги реализира слободните фрлања, 66 према 62.
60 негов кош се изедначи по бројот на кошевите со Владичевски 67-62. Лична грешка над Јовановски од Михајловски. Уште 5 секунди до крајот. Шестнаесети поен на Јовановски, 63 спрема 67. 64 спрема 67 на 5 секунди до крајот. Намерна лична грешка е направена над Стефанов. Голема радост на кошаркарите на МЗТ Скопје. Протести од противната страна, од головоработнички, упатени на судијата. Това значи дека победникот веќе е познат. На 3 секунди и 9 десетинки до крајот, без слободни фрлања за МЗТ Скопје и топка. Почна навивачите да шетаат и по паркетот, организаторот тоа не го спречува. Вистина тажна слика на едно финале на Купот на Македонија, што во една ваква атмосфера завршува. 18 поен за МЗТ Скопје. Еве сега уште еден навивач легува на теренот. Према 64, топка отстрана и тоа е крај. МЗТ Скопје е победник на Купот на Македонија. Сосема заслужено во преградка полета кошаркарите на МЗТ Скопје. Прв пат ја почувствува сласта на триумфот во најмасовното наше кошаркарско натпреварување. Апсолутно заслужено. Во финале во кој што во второто полувреме МЗТ Скопје беше подобра екипа, успеа многу брзо да ги анулира оние 8 поени предност на кошаркарите на Годооработнички кои доминираа во првиот дел и сосема заслужено кристално чисто стигна до драгоцениот пекар кој што помалку откако ќе бидат поставени овие две конструкции, скали по кои што ќе се качат кошаркарите на едната и на другата екипа, да бидат врачени медалите од председателот на главата на Република Македонија Бранко Црвенковски. Значи 10 минути ќе останеме во салата со радоста на кошаркарите на МЗТ Скопје и со тагата на Годооработнички. МЗТ Скопје во второто финале успеа да го освои првиот Куп на Македонија. Годооработнички 2 години поред е домакин, ова иста сала, но не успеа. Лани во полуфиналето, пораз од МЗТ, еве сега вечерва во финалето. Честитки заслужуваат кошаркарите на МЗТ Скопје кои стигнаа до првиот трофеј во годинашната сезона. Има многу слабости, смена на тренери, на играчи, но ете кога е најпотребно успеа да се мотивираат, да се концентрираат и против големиот фаворит, против големиот конкурент, против градскиот ривал, кошаркарите на МЗТ Скопје. Ќе повторам уште еднаш, чисто, кристално чисто заслужено ја освоија титулата во Купот на Македонија. Голема радост, а таму долу на паркетот е колегата Зоран Поповски, кој што ќе се обиде да стигне до славениците, до кошаркарите на МЗТ Скопје, па да ги чуеме нивните непоследни впечатоци. Ето така заврши финалната средба во една жестока борба, атмосфера, амбиент кој што се очекуваше. Господин Лучичу, вашата стратегија победи.
Mislim дека ми е мило дека победихме еден голем работнички, една голема историја у нивната сала. Историјата ја правев од дека помило ми овој пехар. Во Македонија не сум освои ништо, бил далеку од нашата држава. Дојдов со овие млади деца, мило ми е што направите еден ваков амбиент и победивме. Мислам дека заслужено победивме, верувавме у себе, игравме безпреkorно одбрана, имавме поголемо срце, затоа да сакавме поише победата и ја добивме. Пресудна беше играта во второто полувреме, кога направивте резултатски пресврт. Мислам, работечка е поискусен тим ига у негова сала и ова, играчите има стартна дозвица, трема и ова, они ја не пробија заедно со мене и мислам со едно големо срце, со една голема борба, заслужено стана после многу време и прваци на држава. Дали се согласувате со тоа? Атмосферата беше онаква како што се очекуваше, играта како што се очекуваше, една неизвестна борба, но дел од гледачите веќе ја доведува средбата на една граница на инцидент. Што да правиме во овие ситуации? Не сам дека работечки беше преамбицион, сакаше со неработа, да добие овој пехар, не може треба да се работи, да се мисли за клубот, да се јавне на историја и треба да докажува на терен, а не ван терен да прави резултат. Ние се мобилизавме овие 2,5 месеца колку сум таму и покажавме дека можеме да историјата ја свртиме поемски. Ви благодарам за овие оценки. Ќе се обидеме да го чуеме и вашиот колега Токузовски на спортивната страна, а вие можете да се приклучите бидејќи вашата екипа го прима пехарот од господинот Црвенковски. Во меѓувреме драгоцениот пехар во рацете на капитенот Владко Владичевски, предаден од премиерот на Македонија Бранко Црвенковски. Тука е председателот на Кошаркарскиот сојуз на Македонија Зоре Темелковски. Златните медали, наградите на кошаркарите на МЗТ Скопје. Врбица Стефанов постигна 19 поени во финалето, даде голем придонес. Владко Владичевски извонреден дона повреда пред крајот, 17 поени, 3 тројки во второто полувреме. Мирза Куртовиќ со целата своја младост, 5 поени, но голем придонес. Маријан Србиновски со 5 лични грешки, репрезентативецот прерано ја напушти играта. Тука се уште Крсте Серафимовски, Тони Симич, Игор Михајловски постигна 4 поени, Дејан Димов 4 поени, Марк Дин, американецот во 10 на МЗТ Скопје, Тото Антонио Миневски, Перо Блажевски и конечно тренерот Лазар Лечич, кој толку многу го посакуваше овој пехар, кој што изјави пред почетокот на средбата дека е дел од овој кошаркарски храм во Скопје, од салата во градскиот парк и најмногу го посакува пехарот токму на местото каде што го мина најголемиот дел од кошаркарската кариера. Тука си останатите членови на управниот одбор на кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје. Директорот Халим Муратагич. И не можам се да тоа се случува на спортивната страна, а и натаму чадната завеса е голема. Кошаркарите на Годово работнички ова да ги примат сребрените медали, предводени од Јозанчо Давидков, нивниот капитен и директор на клубот. Исто толку во ова финале посакуваа победа во првите два купа во Кочани 1993 година и во Гостивар. Стигнаа до драгоцениот пехар, минатата година не успеа. Еве и денеска во финалето подклекна пред разиграните кошаркари на МЗТ Скопје, кои особено во второто полувреме прикажаа подобра игра, попрецизна, поорганизирана. Немаше предводник во екипата на Годово работнички кој што можеше да се спротистави. Ова се моменти за клубската историја на МЗТ Скопје. Ова се моменти за историјата на македонскиот спорт. Ете четвртото финале
драгоцениот пехар во рацете на кошаркарите од населбата Јане Сандански во Скопје. На завршниот турнир за Купот на Македонија е прогласен Владко Владичевски. Владко Владичевски е прогласен за најдобар Обезбеди играч на завршниот турнир од Купот на Македонија. Сосема заслужено, во 35-та година ветеранот Владко Владичевски даде полн придонес во вечерашниот голем триумф на својата екипа. Вик на Владко Владичевски тука во овие редови, во овој амбиент на Годал Работнички, но кариерата подоцна ја продолжи во МЗТ Скопје, каде што го најде своето место. И еве сега прогласен и за најдобар поединец на завршниот турнир од Купот на Македонија. официјалниот дистрибутер на Најки на Врбица Стефанов како најдобар стрелец. За најдобар стрелец е прогласен Врбица Стефанов, државниот репрезентативец. Онка збор на најдобриот играч А сега Владичевски му обелува Златно Ланчев. гледам колегата Зоран Поповски, крај себе го има тренерот на Годал Работнички, Марин Докузовски, па предлагам да го слушнеме разговорот. Еве, ни даваат знак дека сме директно во програмата. Го слушнавме вашиот колега Лазар Лечич, кој имаше причина да се радува. Како гласи вашата оценка, господине Докузовски? Ја мислам дека онаа техничка грешка што беше Лазар Лечич ја сврта играта, судиите падна до судија по второто полувреме, дозволија многу груба игра, многу остра игра, не санкционира, многу фаули, го сменија критериумот. Мислам дека нашите играчи паднаа во таа таква игра и на крајот со неколку чудни одлуки мислам дека го решија победникот. Не би сакал се никој нападам, наистина тешко ми е да било како одговор. Пресвртот дојде после 7 минути игра во второто полувреме. До тогаш имавте Тие предност. 7 минути одлучија кога судиите дозволија, како на крајот видовте и сами санкционира секако фаул, а тие 7 минути дозволија многу остра игра. Стои една оценка дека во домашното првенство исто видовме само по некоја средба. Значи ли тоа дека во плей-офот ќе можеме да гледаме исто вака жестоки средби со пеколна атмосфера, со голема неизвестност? Па јас се надевам дека атмосферата ќе биде ваква, малку на крајот публиката прваше предмет и беше недоволна, поготово нашата публика пред од судењето, мислам дека не ги оправдува. Меѓутоа очекувам полни стали и очекувам да освоиме на шампионската титула. После овој ќе биде многу тешко играчи да се повратат, меѓутоа тоа е спортот, мора да се продолжи да се работи. Ви благодарам за овие оценки и да се надеваме дека во финишот од првенството ќе биде тука и шанса. Јас мислам дека ќе се дозволи да биде малце порегуларно. Добро е да гледаме добра кошарка, но еден дел од гледачите ќе мораат да се загрижат и кошаркарската организација да се загрижи. Во овие услови тешко може нормално да се игра, кога еден дел од теренот, односно другиот кош не се гледаше во добар дел во финишот. И јас се надевам дека тоа ќе биде понатаму. Ви благодарам. Ето, драги гледачи, на спротивната страна радоста на кошаркарите на МЗТ Скопје продолжува, тага на другата страна. Уште еднаш мало резиме во финалето. МЗТ Скопје Годал Работнички 69 спрема 64. Прв пат во клубската историја МЗТ Скопје го освојува драгоцениот пехар. Честитки за заслужената победа во финалниот меч против големиот конкурент Годал Работнички. Драги гледачи, ова е крај на нашиот пренос од салата во градскиот парк. Пријатно!